Za vašето утрешно мени како главно јадење би предлагаме да подготвите пилешки копани на селски начин. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 6 пилешки копани, 2 домата, макдонос, 2 лажици пшенкарно брашно, 4 стебленца целер, 400 грама лупени компири, 6 лажици брашно, 1 пилешка коцка за супа, 1 лажица мајчина душичка, 1 главица кромит, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 2 часа. Во тенџере со вода на оган ги ставаме копаните. Ги посолуваме. Компирите ги сечкаме на кришки. Доматите ги сечкаме на коцки. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Целерот го сечкаме на парчиња. Макдоносот ситно го сечкаме. Сварените копани ги вадиме од тенџерето. Потоа ги сушиме со крпа. Во тенџерето на оган ставаме од течноста од тенџерето во која се вареа копаните. Ја додаваме коцката за супа. Копаните ги свалкуваме во брашно. Ги пржиме во тава на оган со поголема количина загреано масло. Во тенџере на оган со загреано масло пак го пржиме и сечканиот кромит. Омекнатиот кромит го ставаме во земјена тава за печење. Потоа ги додаваме парчињата целер. Во тавата ги редиме копаните. Додаваме 1 црпалка од супата. Ги додаваме парчињата домати и компири. Наросуваме со мајчина душичка и макдонос. Додаваме уште 2 црпалки од супата. Тавата ја затвораме со капак. Потоа ја ставаме во рерна. Печеме 45 минути на температура од 220 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Во преостанатата супа го додаваме пченкарното брашно, мешаме со жицата. Со мешавината од супа и пченкарно брашно ја преливаме содржината во тавата. Тавата повторно ја враќаме во рерна. Печеме уште 20 минути на истата температура. Ја вадиме тавата од рерна. Со црпалка од пилешките копани на селски начин ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со гранче француски макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.